Тетово има после самото ослободување, една тешка сиромаштија, е град кој што е практично на колена и има еден раст силен, еден подем после годините кои што следат и во индустријата, во стопанството особено, но и во социјалата, во културата. Тетово е своевремено град кој што е навистина во еден, од денешен аспект гледано, степен на развој кој што е за жал многу недостижен во моментов. Настанот има меморијална, но и забавна нота. Има една програма која што како автентична линија во сите изданија е горе-долу иста, но секој што нови изведувачи, нови изненадувања. Годинава имаме чест македонската национална гордост танец да настапи пред тетовчани, а имаме и други, и музички, и сценски изненадувања. Се потрудивме и нешто што не е направено до сега, а тоа е да направиме еден времеплов во кој ќе ги прикажеме преку една убаво срочена видео проекција сите поважни настани кои што ги одбележили изминатите 80 години историја. Поречката организација неколку пати покуша се обиде со градоначалникот на општина да стапи во контакт, токму баш за овие настани, за 19 и за други празници кои ги чествуваме. Во сите овие години, па поготово јас сум веќе година дена председател на општинската и со претходниот председател, бев тогаш секретар, заедно отиднавме, само еднаш не примија на состанок. Добри 45 минута имавме разговор, образложивме се што требаше да се образложи. Меѓутоа, крајот беше, општината не е во можност со ништо да ви помогне, да ве поддржи и тоа е тоа. И така заврши. И еве 6-та година поред, заедно една екипа, еден тим кој што секоја година е поширок и поширок, се вклучува во одбележување на овој настан и мислам дека сме на правиот пат. Тоа навистина значи трошење на себе си, многу труд треба. Ние како организација не располагаме со буџет, не располагаме со поддршка. Се што имаме е многу ентузијазам, многу љубов и решителност дека ако не ние, кој друг? И ако не сега, кога? Веќе го денот на ослободувањето, ние се бориме и со времето. Времето, како што поминува, нормално е некои научени лекции од минатото да станат заборавени лекции. Повторно враќајќи се на историските вистини и на она што му се случило на македонскиот народ некогаш, ние сме поблиску до можноста да ги видиме лекциите кои што нашите дедовци ги научиле, заклучоците кои ги донеле. Каде паднале нашите дедовци, да не паднеме и ние. Онамо каде што не виделе на време опасност, да видиме ние. Онамо каде што успеали да се обединат во однос на некое прашање, денес вака разединети, зошто да не го искористиме и ние да се обединиме во однос на истото прашање. Ние пред 3 години донесовме одлука да го обновиме и градското признание 19 ноември, кој општината одеднаш во лавиринтот на национализам и квази национализам го заборави, го испушти. И денес, еве 3-та година поред, истото ќе го сега обновено доделиме во прави раце. Се трудиме, формиравме градски одбор за доделување на признанието. Разгледуваме многу имиња и не радува што секој заслужува. Навистина, овој град има многу заслужни дејци, од секое поле на општественото живење, така и годинава ќе биде.